Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден. Нови, денес 80 минути за емисијата Македонски глас на Македонското радио. Јас сум Небојша Карапевски и еве што ви одбрав за денес. Ќе имате можност да го чуете распоредот на богослужбите за божичните и богојавленските празници за 2023 година. Вандализирана кулата на Титоврв. Одржана јавна расправа за буџетот на општина Тетово за 2023 година. Осумничена 17-годишна жителка на Тетовско Рогле за убиство на 16-годишен жител на Ново село, општина Желино. 15-годишно момче од Кавадарци испратило анонимни пораки за поставени бомби и заработи кривична пријава за тероризам. А за самиот почеток да го проследиме обраќањето на протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Нашата света православна црква, драги браќи и сестри, го празнува големиот празник посветен на Светиот Спиридон, чудотворец, епископ Тримитутски, кој што навистина по молитвите на Свети Спиридон и почита што има нашиот народ кон Свети Спиридон, навистина ние треба да кажеме нешто за неговиот живот, за неговото дело, за неговата вера во Бога и да се помолиме на Господа барем малку да ја имаме верата што ја имал верата во Бога Свети Спиридон чудотворец. Светиот Спиридон чудотворец, неговото место на раѓање и на служба на овој славен светител, драги браќа и сестри, е островот Кипар. Роден е од прости родители земјоделци, а и самиот бил и останал прост и смирен се до неговата смрт. Во младоста се оженил и имал деца. Кога умрела жена му, тој сиот се предал на служба на Бога. Заради неговото особено благочестие бил избран за епископ на градот Тримифунт. Но тој, драги браќи и сестри, и како епископ не го измени својот прост начин на живење и околу својата стока и обработката на земјата се трудеше самиот лично. За себе многу малку употребуваше од стекнатото, поголемиот дел им го раздаваше на бедните луѓе. Со Божјата сила покажал големи чуда. Низведе дожд во време на суша, го запре текот на реката, воскресна неколку мртовци, го исцели царот Констанс од тешката болест, ги виде и ги слушна ангелите Божји, продзираше во тајните на човечките срца, многумина обрати во вистинската вера и така натаму. Светиот Спиридон, драги браќи и сестри, учествуваше на првиот Вселенски собор во Никеја и со своето просто, но јасно исповедање на верата, како и со многобројните моќни чуда што ги изврши, голем број еретици ги врати во православието. Беше облечен толку просто, што кога еднаш поканет од царот сакаше да влезе во царскиот дворец, војникот, мислејќи дека е некој просјак, му удрил шлаканица. А кроткиот и незлоблив Спиридон му го завртил и другиот образ. Откако го прослави Бога со многубројни чуда и на многумина им покрсти и им користи како поединечно, а и за целата Божја црква, се упокои во Господа
во 348 година. Неговите чудотворни мошти сега се на островот Крв и денес го прославуваат Бога со многобројни чудеса. Неговиот тропар и кондак се вели како правило на верата и пример за кротоста и учител на воздржанието те покажа пред твоето стадо вистината на твоите дела. Поради тоа, со смирение си ја придобил возвишеноста, со сиромаштво богатството. Оче Спиридоне, моли го Христа Бога да ги спаси нашите души. Откако се рани со љубовта Христова и со зракот на духот, умот твој го издигна, со чисто созерцание во твоите дела, совршенство го достигна и ти самиот Оче Свети Божествен жртвеник стана, просејќи ја сите божествената светлина. Драги браќи и сестри, овој голем светител, Свети Спиридон, исто така е заштитник на занечиите, заштитник е на земјоделците, заштитник е на сите оние што го молат Бога за нивни напредок во нивните фамилии. Токму Свети Спиридон, драги браќи и сестри, е светителот кој што ние како христијани му се молиме Бог покрај духовно напредие, да ни дарува и телесно напредие, а токму е тој Свети Спиридон, заради тоа што заедно со Свети Никола, архиепископот Мирликински, во нивните животи покажале дека тие навистина сакале да му помагаат на населението. На населението кое што Бог го создал, а исто така и нив ги создал да можат да му помагаат на секој човек. Така, утре ве повикувам и поканувам сите да дојдете на Света Божествена литургија во недела на 25 декември да го прославиме големиот ден, Спиров ден, или пак Спиридон, кој што на вистина треба да му се помолиме на Свети Спиридон, а тој да го моли постојано Бога за нас, за духовно напредие, нели, и да се издигнеме и да дојдеме кон и пред престолот Божи во Царството Небесно. Како што спомнав, повелете да го прославиме големиот ден, Спиров ден, по нашиот календар, додека пак сите оние кои што го прославуваат рождеството Христово по овој календар, нека им е честито, нели, и нека е за многу години големиот празник. А исто така на сите нас, по молитвите на Свети Спиридон, Бог нека ни дарува и телесно здравје и духовно спасение. Бог да биде со сите вас, да сте живи и здрави и за многу години. Амин. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Ден јас да не помислам, кај сум што сунцо, што јасна пара проклета. Уште роб сум, нема ден јас да не опсујам. Судба клета, зошто окупат јас прелетав. Очи има, фама не гледа. Земјава, ни еден печалбар од срце што не заплакал. Солза за мајката, солза за куќата, солза за Македонија.
Македонија. Кажам овде на душа, што ми лежи сега, знам јас оти каменот. Дома тежи торкалет со сол на солете. Знајте сите кај да ојте да се вратите. И за дома да не патите. Земјава ни еден пешалбар од срце што не заплакал. Солза за мајката, солза за куќата, солза за Македонија. Солза за Македонија. Жалбар од срце што не заплакал. Солза за мајката, солза за куќата, солза за Македонија. Солза за Македонија. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
Следуваат две куси вести од Тетово. За прв пат беше организиран хуманитарен панаѓур во Тетовското средно училиште Моша Пијаде во Тетово, а собраните средства ќе бидат дадени на тамошни ученици кои имаат потреба од финансиска помош. Учениците и наставниците од насоката угостителство со помош на родителите подготвија храна која се продаваше на средношколците од другите училишни смерови. Ова е прв новогодишен хуманитарен панаѓур под мотото "Од нас за нас". Подготвените јадења се презентираа во училишниот двор и се продаваа за символична сума на другите ученици. Ќе се обидеме и во иднина да го организираме овој настан, информираа наставниците од Државното средно училиште, регионален центар за стручно образование и обука Моша Пијаде од Тетово. Покрај подготвената храна, средношколците продаваа и овошје и зеленчук, потенцирајќи ја важноста од здравата исхрана. Новинарот Неври Адеми од Тетово информираше дека врз него за прв пат во Тетовската клиничка болница ќе биде изведен оперативен зафат, абдоменопластика и гинекомастија, односно интервенција за липосукција на телото. Оперативниот зафат подразбира отстранување на масното ткиво и вишок на кожата од телото на Неври. Тој во минатото имаше 230 кг, има ослабено повеќе од 110 кг по неколку интервенции кои ги направил во Турција. Операцијата ќе ја раководи доктор Роналд Алили. Денеска ги завршивме сите соодветни анализи за хируршка интервенција што ќе ја направиме во клиничката болница во Тетово. Иако повеќе од нас ја изгубивме вербата во здравствените капацитети на државата, со ова се докажува дека имаме многу добри доктори како Роналд Алили, кои ќе го вратат кредибилитетот на медицината во нашата земја, информираше новинарот Неври Адеми. Зафатот е предвидено да трае околу 5 часа. Bila, mamo, tak sad
Македонско црковно радио Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Распоред на богослужбите за божичните и богојавленските празници за 2023. 25 декември 2022 недела. Свети Спиридон Чудотворец, 10 часот и 30 минути. Света литургија. 1 јануари 2023 недела. Великомаченик Бонифаций. Календарска нова година. 10 часот и 30 минути. Света литургија. 5 јануари 2023 четврток, преподобен Наум Охридски Чудотворец, 10 часот и 30 минути, света литургија. 6 јануари 2023 петок, света маченица Евгенија, 7 часот, вечерна литургија, Бадник. 7 јануари 2023 сабота, рожденство Христово, Божиќ, 10 часот и 30 минути, света литургија. 8 јануари 2023 недела, собор на Пресвета Богородица, 10 часот и 30 минути, света литургија. 9 јануари 2023 понеделник, свети првомаченик и архиѓакон Стефан, 10 часот и 30 минути, света литургија. 14 јануари 2023 сабота, обрезание Господово и Свети Василие Велики, православна нова година. 10 часот и 30 минути, света литургија. 15 јануари 2023 недела, Свети Силвестер, 10 часот и 30 минути, света литургија. 19 јануари 2023 четврток, Богојавление Водици, 10 часот и 30 минути, света литургија. 20 јануари 2023 петок, собор на Свети Јован Крстител, 10 часот и 30 минути, света литургија. 22 јануари 2023 недела, Свети Силвестер, 10 часот и 30 минути, света литургија. 29 јануари 2023 недела, честни вериги на Свети апостол Петар, 10 часот и 30 минути, света литургија. 31 јануари 2023 вторник, Свети Атанаси Велики, Атанасовден, 10 часот и 30 минути, света литургија. На ден 22 јануари 2023 недела, после светата богослужба, ќе се лицитираат светите икони и честниот крст, а потоа во дворот при нашата црква ќе се изврши голем богојавленски водосвет и крстот ќе биде спуштен во припремениот базен со вода. Македонско црковно радио Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
Планинарскиот клуб Аргентус Маунт од Тетово објави фотографии на кулата на Тито врв на Шарпланина, од кој се гледа дека се оштетени и искршени нејзините врати и прозорци. На источната страна на вториот кат искршени се 2 стакла и 1 прозорец, целосно е откорнат, пишува под објавата на Планинарскиот клуб. Станува збор за редок објект на таа височина во регионот. Тоа е цилиндрична камена градба изградена 1965 година на надморска височина од 2747 метри. Проектот го изработил архитектот Коста Поповиќ од Белград, а градбата му била доверена на Планинарското друштво Љуботен од Тетово и градежното претпријатие Бетон. Незината првична намена била да собира метеоролошки податоци, но по кратка употреба за оваа намена целосно е предадена на користење на планинарите. Во кулата 3 пати бил подметнуван пожар и повеќе пати била реновирана. Последен пат кулата е реновирана 2014 година по иницијатива на планинарското друштво Аргентус Маунт. Потребните материјали до 2600 метри надморска височина биле транспортирани со ратрак, а потоа пеш или со коњи, поради недостапниот и стрмен терен. При тоа се монтирани нови прозорци и извршени се други градежни работи. Кулата е омилено место на планинарите, каде можат да се одморат и да се заштитат од силните ветришта, а од неа може да се ужива во величествениот поглед. И покрај тоа, оваа кула е често цел на вандали.
жителите на општина Тетово, присутни на јавна дебата за буџетот на општината за 2023 година, побараа во нивните населби да се решат повеќе инфраструктурни проблеми, како што се недостаток на вода, асфалтирање на улици, зелени површини, соработка за јавни настани, но и активности на локалната власт во унапредување на општествено-социјални состојби. Побарано беше да има помош за жените жртви на насилство, како и работа со децата престапници. И советниците ги поднесоа своите барања кои им ги предложиле граѓаните. Како приоритет на нас, како советничка група, ќе ни биде надминување на проблемот со кучињата скитници. Тоа го дискутиравме и со градоначалникот. Алармантна е состојбата и знаеме дека имаме многу напади од кучиња врз жители на градот. Потоа приоритет ќе ни бидат православните гробишта во Фалише како дел од нашата програма што ја ветивме пред граѓаните. Да се довршат двата крака на улицата Гоце Делчев и ќе гледаме да ги решиме проблемите на улиците во градското подрачје кои се нереконструирани со години. Ќе работиме на нови паркинг места и довршување на булеварот Благоја Тоска. Довршувањето на капелата е при крај, но се доцни 2 месеца. Меѓутоа се наоѓа во завршна фаза и се надевам дека со почетокот на новата година ќе биде отворена. Ќе инсистираме на слободни парцели од поранешниот спортски центар да бидат парки зелени површини. Ќе гледаме секаде каде што има зелена површина да се направи парк и игралиште за деца, изјави Ангел Карапетров од ВМРО ДПМН. Ние како советничка група имаме предлози за предлог буџетот за 2023 година. Да се реконструира целата улица 132 од спортскиот центар кон Ајдучко Мало, обновување на спортскиот центар кај тениското игралиште, решавање на проблемот со капелата, ограден зид на градските гробишта во Фалише, парцелизација, поставување стази согласно со православните обичаи и да се отворат повеќе работни места за социјални случаи со дел од буџетот и да имаат континуирана работа и приходи, рече Глигорје Стојановски од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Градоначалникот Билјал Касами порача дека има ограничени средства за капитални инвестиции, а дел од таквите проекти се реализација со ЕУ фондови и државни агенции. Бирото за регионален развој во 2022 година не предвиде за општина Тетово да додели проект, иако сме најголемата општина во полог. Се надевам дека следната година нема да биде така. Ние искористивме можност да подготвиме една развојна програма која ќе биде реализирана во следните 3 години, во која дополнително се предвидени 2,4 милиони евра во делот на изградба и реконструкција на патната инфраструктура. Според градоначалникот на Тетово, буџетот за 2023 година ќе биде 29,4 милиони евра, од кои 19 милиони се дотации, односно прераспределба за финансирање на пренесени надлежности во локалната самоуправа, како што се училиштата. Reka gazi,
Ќе работиме повеќе од 100 дена на Попова шапка, со отворање на зимската сезона на почетокот на декември и затворање на крајот на март, изјави Ерих Гумерер, извршен директор на компанијата Техноалпин, кој во владата го презентираше планот како иден инвеститор за развој на ски центарот Попова шапка. Ние сме компанија која е прва на пазарот за производство на вештачки снег. Попова шапка е место со добра надморска височина. Сите знаат за Банско и Копаоник, но тука гледаме огромен потенцијал за ски центрите, рече Гумерер. Немања Джого, представник на Техноалпин, најави дека ќе се направат нови 16 патеки за скијање и 9 нови жичарници, од кои 2 во почетната фаза. Во првата фаза би изградиле системи за вештачки снег, кои ќе бидат целосно автоматизирани и поврзани со софтвер. Ќе работиме повеќе од 100 дена на Попова шапка со отварање на почеток на декември и затворање кон крајот на март на зимска сезона, изјави Джого. За правење вештачки снег ќе има 2 резервоари со вода кои на лето би биле посебни атракции. Ќе има и 15 км патеки за крос-кантри скијање. Джого додаде исто така дека е потребна и набавка на ратраци. Во рамките на целата инвестиција се планирани 7 нови ратраци, а во првата фаза планирана е набавка на 2. Инвеститорот најави 2 нови спа хотели на почетокот, а ќе се искористат и постојните 2 хотели со реконструкција. Би се изградиле викендички блиску до ски центарот и 2 планинарски домови со 160 места. Најавена е изградба на ресторан за храна за носење, 3 нови паркинзи и улици кои водат до новите хотели. Инвестицијата треба да се реализира почнувајќи од 2023 година и ќе се спроведува во 6 инвестициски фази, од кои првата изнесува речиси 55 милиони евра. Министерот за животна средина Насер Нуредини подлече дека инвестицијата ќе биде 180 милиони евра и дека повик за инвестирање на Попова шапка немало затоа што инвеститорот е избран од владата како стратешки партнер. Kaži mori dano, ti bela dano, koji
misliš ako srce gori, kaži nešto dano, srce si otvori. Kade li si sega, daleko od mene, što mi stori dano, đavo da te zeme. Nekomu si radost, nekomu si taga, a na mene samo gorka laga. Nekomu si sreća, nekomu si radost, a na mene bela danost, samo gorka mladost, a na mene bela danost, samo gorka mladost. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing. Второ лето помина, како чекаме. Sada doјде денот ние да се семеме. И тој ден ни огреа, радост донесе. Срца наши денес ние ке крунисаме. Сите нека пеја, сите нека играт, нека се опијат. Ваква свадба никој до сега не правел, нека ја забавнат. Еднаш вака слава, еднаш вака права, пари ја смешам. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам. Душо моја упава, моја најмила, сакам денес да ми бидеш ти највесела. Јас ке плаќам свирачи да не престанат, да ни свират дури гости не се изморат. Сите нека пеја, сите нека играт, нека се опијат. Ваква свадба никој до сега не правел, нека ја забавнат. Еднаш вака слава, еднаш вака права, пари ја смешам.
Samo dajte, tupete, ajde, naš jaz živeam.
Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Годишна девојка е осумничена за убиство на 16-годишно момче кое беше најдено мртво во реката Пена кај местноста Бањиче близу Тетово. По увидот и започнатата истрага, тетовското обвинителство до Основниот суд поднело барање за подготвителна постапка поради сомнение за сторено убиство. Основното јавно обвинителство Тетово до надлежниот суд поднесе барање за поведување подготвителна постапка против едно лице за кој постои основано сомнение дека сторило кривично дело убиство. Осумнечената 17-годишна девојка со умисла лишила од живот дете на возраст од 16 години. По вербална расправија во автомобилот кај местноста Викана Бањиче, таа со остар предмет го удрила оштетениот во главата неколку пати, нанесувајќи му тешки телесни повреди опасни по живот. Потоа го турнала во реката Пена, а лицето било пронајдено починато по течењето на реката. Надлежниот јавен обвинител до судот достави предлог за определување мерка притвор, соопшти службата за односи со јавноста при јавното обвинителство. 17-годишната девојка е од Тетовско Рогле, а полицијата за настанот направила службен разговор со уште едно малолетно машко лице од Тетово. На 22.12 во 14 часот во СВР Тетово бил извршен службен разговор со 17-годишната малолетничка од Тетовско Рогле. Исто така во врска со настанот во присуство на родител, представник од Центарот за социјални работи, адвокат и медицинско лице бил извршен разговор со 17-годишен малолетник од Тетово. Малолетничката била задржана во полициската станица додека малолетникот бил ослободен. По документирање на случајот од страна на судија во претходна постапка во Основниот суд во Тетово, на малолетничката и била одредена мерка притвор во трајање од 30 дена и била спроведена во казнено-поправната установа Затвор Скопје за издржување на мерката притвор, соопшти секторот за внатрешни работи Тетово. Малолетникот стар 16 години кој беше пронајден починат е од Ново село, општина Желино. Неговиот татко во средата околу 16 часот пријавил дека се оддалечил од дома со автомобил. Возилото било пронајдено околу 2 часот и 20 минути во четвртокот во близина на угостителски објект на местноста Викана Бањиче, додека бе животното тело околу 7 часот наутро. На местото каде што бил пронајден малолетникот, смрт констатирала екипа на итната медицинска помош, а по наредба на јавен обвинител, телото е предадено на обдукција. Šerbet blaga neveste, kafe ako variš. Šerbet blaga neveste, kafe ako variš. Race ketina kitam, altani da brojiš. Race ketina kitam, altani da brojiš. Šerbet blaga neveste, lepše ako me sniš. Šerbet blaga neveste, lepše ako me sniš. Zlato ke te naredam, od glava do peti. Zlato ke te naredam,
Marketing. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Много песни се испеани, горки солзи се пролеани, полни чаши вино испивам, много ноќи јас те сонувам, полни чаши вино испивам, много ноќи јас те сонувам. Клетва сега давам, дека ќе те грабам, јас со другари. Ако некој пред мене те земе, нема да те преболам, во огин ќе го изгорам. Нема вино да ме опие, ни од тебе да ме откине. Немам солза падна последна, ама срце не се предава. Немам солза падна последна, ама срце не се предава. Клетва сега давам, дека ќе те грабам, јас со другари. Ако некој пред мене те земе, нема да те преболам, во огин ќе го изгорам.
zgora. Македонија. Македонија. Верували или не, 15-годишно момче од Кавадарци е лицето што преку електронска пошта испратило заканувачка порака до 3 училишта за поставена бомба, соопшти Министерството за внатрешни работи. Против момчето е поднесена кривична пријава за кривично дело тероризам. Секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам при одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал поднел пријава до Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Малолетникот на 4 декември од неговиот персонален компјутер на интернет преку апликација, преку хакирана електронска адреса на службените електронски адреси на 3 основни и 3 средни училишта, сите на територијата на општина Кавадарци, испратил заканувачка порака за поставена бомба во објектот. Исто така на 12 декември од истиот персонален компјутер на службена електронска адреса на основното училиште во Кавадарци испратил заканувачка порака со слична содржина како претходната, се вели во соопштението на Министерството за внатрешни работи. Веднаш по дојавата за поставена електронска направа од единицата за откривање и демонтирање на експлозивни средства и направи, извршила антитерористичка проверка на сите училишта кои ја добиле пораката, при што не се пронајдени експлозивни направи. Во домот на малолетникот е извршен претрес на 12 декември и е запленет еден компјутер и еден мобилен телефон кој ги користел малолетникот. Секторот за компјутерски криминал и дигитална форезника извршил преглед на овие електронски уреди и пронашол докази за испратените пораки со заканувачка содржина, информираат од МВР. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски по 18 дена од настанот во Кавадарци откри дека е расчистен еден случај и дека ќе следи кривична пријава. Лажните дојави за бомби ги вознемирија учениците, родителите и наставниот кадар во Кавадарци. Една од електронските пораки на малолетникот залута во спам, иако на неа пишувало итно. Мојот живот тежок е, верувај пријателе, не знаев дека многу дни носат бури, горчини, ако нека носат, не се испаши. Имам срце што е гладно за убави. Сите што ги познавам сакаат да дознаат до кога такви сиви дни што ни носат горчини. Ако нека носат, не се исплаши. Имам срце што е гладно
Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. И тоа би било се во ова малку подолго издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. За самиот крај да го проследиме уште еднаш распоредот на богослужбите за божичните и богојавленските празници за 2023 година. Ви посакувам пријатен ден. Распоред на богослужбите за божичните и богојавленските празници за 2023 25 декември 2022 недела. Свети Спиридон Чудотворец, 10 часот и 30 минути. Света литургија. 1 јануари 2023 недела. Великомаченик Бонифаций. Календарска нова година. 10 часот и 30 минути. Света литургија. 5 јануари 2023 четврток. Преподобен Наум Охридски Чудотворец. 10 часот и 30 минути. Света литургија. 6 јануари 2023 петок. Света маченица Евгенија. 7 часот. Вечерна литургија. Бадник. 7 јануари 2023 сабота. Рожденство Христово. Божиќ. 10 часот и 30 минути. Света литургија. 8 јануари 2023 недела. Собор на Пресвета Богородица. 10 часот и 30 минути. Света литургија. 9 јануари 2023 понеделник. Свети првомаченик и архиѓакон Стефан. 10 часот и 30 минути. Света литургија. 14 јануари 2023 сабота. Обрезание Господово и Свети Василие Велики. Православна нова година. 10 часот и 30 минути. Света литургија. 15 јануари 2023 недела. Свети Силвестер. 10 часот и 30 минути. Света литургија. 19 јануари 2023 четврток. Богојавление Водици. 10 часот и 30 минути. Света литургија. 20 јануари 2023 петок. Собор на Свети Јован Крстител. 10 часот и 30 минути. Света литургија. 22 јануари 2023 недела. Свети Силвестер. 10 часот и 30 минути. Света литургија. 29 јануари 2023 недела. Честни вериги на Свети апостол Петар. 10 часот и 30 минути. Света литургија. 31 јануари 2023 вторник. Свети Атанаси Велики. Атанасов ден. 10 часот и 30 минути. Света литургија. На ден 22 јануари 2023 недела. После светата богослужба ќе се лицитираат светите икони и честниот крст, а потоа во дворот при нашата црква ќе се изврши голем богојавленски водосвет и крстот ќе биде спуштен во припремениот базен со вода.